Во вториот работен ден од неделава ќе разговараме на тема од областа на спортот, односно за спортската дисциплина тенис. Во нашата студија е господин Кире Раковски, тој е потпредседател на единствениот велешки тениски клуб Борец. Па со нашиот разговор ќе ве запознаеме со сите изминати и идни активности за клубот. Добро утро, господине Кире, и ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска емисија. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на К1 телевизија. Така. Јас најпрво ќе го започнам разговорот и би ве прашала од кога започна вашата приказна со тенисот и која е поврзаност? Па приказката почна од 2009 година. Така. Значи во тие години 2008-2009 година подолго време имаше една група на, како да кажам, ентузијасти кои го сакаат тенискиот спорт и се собираа на игралиштето позади училиштето Блаже Коневски. На импровизирано игралиште. И одевме таму, ги гледавме. Имаше интересни, како да кажам, мечеви, така пријателски, нели? И беа интересни за гледање. 2009 година значи се уклучија повеќе луѓе да исто да рекреираат на тие терени. Почна да доаѓаат и млади деца, меѓу кои мојот син Филип Раковски, Бубе Црвенпанов, Славче Казаков, Цветанче Јорданов, и они како да кажам беа како предводници на тоа што следуваше покасно. Основната идеја беше на тие постарите, на Ѓоре Зафиров, Горан Димовски, Сипката, Нино и ред Ане Темелков. Значи, они исто доаѓаа и играат таму рекреативен тенис и гледајќи ги во тоа време повозрастни они со овие младиве, спојна млади и постари, и така уз муабет, нели, преку летото одевме таму, ги гледавме како играат, како рекреираат. И така дојде на еден предлог во тоа време во Сојуз на спортови беше Трајча Ковачев. И по предлог негов, и он доаѓаше тука, гледаше и ни даде еден предлог да направиме еден градски турнир. Значи сите овие деца и возрастни што доаѓаат таму да рекреираат, да направиме еден турнир на градот. И тоа и го направи. Така. Се обезбедија во тоа време председател на стојотот, мислам дека беше Славчо Чадиев, и Горан Петров како градоначалник, ни обезбедија пехари од општината. Ние турнирот ентузијасти го организиравме и тој е првиот турнир, значи, одржан во Велес на ниво на град. После завршување на турнирот, бидејќи, како да кажам, одредени луѓе се запалија, почна да се јавуваат родители, некои други деца. Бруно тренираше у Скопје и он дојде тука, неговиот татко Орци. Значи, сите тука се собравме и седејќи така уз муабети, нели, велешки. Така, да. И ајде како предлог да направиме еден клуб. И така почна идејата. И некаде во 10, значи тоа беше септември месец, 9, 10, 11 месец, значи за еден месец успеавме во тоа време и Трајче Црвенпанов на Бубе таткому. Заедно со него се направија сите потребни документи, регистрации, пријавување во Агенција за млади и спорт и се што требаше. Во тоа време организиравме и пративме на едукација 8 луѓе од тогашниот клуб во Скопје да се едуцираат за тренери, за да може да работат со децата. И така почна приказката, така е формиран клубот 2009, крајот на 2009. И после тоа почнаме да работиме во Кирил и Методи, тренинзите. Во тоа време работеше Васко Здравкин со децата, додека нашиве
бидејќи он веќе тренираше во Скопје, во тенискиот клуб Југ. И нашиве овие, како да кажам, потенцијални тренери во тоа време, они одеа во Скопје на едукација, па полагаа тука испити, кој положија, останаа да работат. Така, кои се моментално тренери во тенискиот клуб Борец? Моментално кој работи со децата? Па моментално, бидејќи Филип не е тука, е во Америка, Така. моментално Дејан Тодоров е само. Така. Тој значи е главен, Да, он е одговорен за тренинзи тренажниот на процес, да, кој се на одвива децата. во... Така. Иначе со Филип заедно работат последниве 5 години. Така. Колку членови брои моментално сега вашиот клуб? Па во сите категории некаде околу 40 члена. Колку категории има, Па да кажеме? Категории, значи повеќе категории. Значи почетната категорија, тоа се вика детска градинка, е од 5 до 8 години или црвен тенис. Така. Од 8 до 10 години е портокалов тенис, од 10 до 11 е зелен тенис и од 12 години почнуваат јуниорските категории. Значи има категорија до 12 години, до 14, до 16 и до 18 години. Која од сите овие категории е најбројна? Па моментално најбројна е најмладата категорија, од 5 до 8 и од 8 до 10 години. Значи тие две категории се најбројни. Во 2010 година вашиот клуб беше организатор на познатиот и високо рангиран куп Дейвис Куп. Што значеше ова за Велешани, за градот, а и за вас? Па знаете како, 2009, крајот на 2009 е формиран клуб. Така. И одма во 2010, по така. само 2 месеца, значи одма после Нова година, одејќи во Скопје, во Македонска тениска федерација, ни кажаа дека во март месец, 5, 6 и 7 март, дека треба во Македонија да се игра Дейвис Куп меч помеѓу селекциите на Македонија и Босна и Херцеговина. Тоа е навистина познат куп. Тоа е најпознато светско надпреварување. Да. Мислам, надпреварот највисок ранг во светот. И ние ги слушнавме тие муавети, се заинтересиравме и не се случило до сега, например, во македонскиот тенис, Дейвис Куп меч да се игра надвор од Скопје. Така. И ние тука заедно со Дејан Тодоров Така. бевме и ни падна ни идеја, ајде да пробаме ние да го земеме од Скопје во Велес, да го организираме. И прво, кога дојдовме тука у Велес, кога кажавме за што се работи, и знаеш, малку не идовме на, како да кажам, сегашниот и тогашен председател Сашко Крстевски. Па дали ќе ни дадат, па нема да ни дадат, па нели, сепак ние сме нови во тенисот. И меѓутоа ние му рековме, ние да ја бркаме работата тука во Велес, а ја и Дејан во Скопје ќе одиме, ќе лобираме со пријатели и ќе гледаме. Значи тоа беше еден потик, како да кажам, за развој на тенисот во градот. Со тоа сакавме, нели, да видат граѓаните на Велес прав тенис од највисок ранг. И нели, бидејќи ново формиран клуб, во тоа време имаше и најава дека почна проектот со изградба на 100 тениски терени. И ни обеќаа дека најпрво во Велес, бидејќи и во тоа време Велес беше единствен град во Македонија каде што немаше ни еден тениски терен. А веќе имаше постоечки тениски клуб. Така. Кои беа учесниците на овој куп? Спомнавте Босна и Херцеговина? Македонија, и тоа е така. двомеч, Босна и Херцеговина и Македонија. Се играше, значи, во петок, сабота и недела, 3 дена. И беше, како да кажам, една прекрасна организирана манифестација. За таа организација од делегатот беше од Италија. Така. Добивме највисока оцена до сега за организација што воопшто е добиена за организација од таков тип на мечеви во Македонија. Значи, организацијата беше на највисоко ниво, имаше доста публики, иако временските прилики не беа добри, температурата беше ниска, покушававме со
многу калорифери да ја затоплиме малку салата, меѓутоа салата овеле се многу тешко да се затопли. Меѓутоа сепак се помина во најдобар ред. Мечот се одигра. Македонија го изгуби за жал мечот со 3-2, али имаше многу голема посетеност, да не речам по 2-2,5 публики имаше на тениските мечеви. Така. Во Велес исто така покрај овој куп се одржуваше традиционалниот турнир во тенис познат под името Велес Open. Но ова последно се случи во 2013 година. Колку време траеше и зошто не продолжи овој турнир понатаму? Се до оваа година. Велес Open, значи од почетокот, значи од 2009 до 2013 секоја година се одржуваше и тоа во повеќе категории. Така. Значи како за малите, така и за Тоа возрастни. беше навистина интересен настан затоа што јас си паметам колку беше полн теренот. Во градскиот Так, парк на ракометното игралиште. До 2013, значи тоа е последен турнир што е организиран. Во 2014 и 2015 година турнирот не се одржа, бидејќи не најдовме разбирање со општината. Општината мислам не сакаше да го подржи турнирот, бидејќи во тоа време се градеше градскиот стадион, теренот. Така. И немаше средства. Во наредната 2015 година не ставили исто во програмата за организација на турнирот и бевме, иако и таа година имавме, кога сега оваа година што ја добивме организацијата од Македонска тениска федерација, добивме организација на таков вид на турнир отворено првенство на Македонија со награден фонд, меѓутоа моравме да го откажеме турнирот поради немање на финансиски средства. И затоа тие 2 години турнирот не е одржан. Годинава исто по предлог на Македонска тениска федерација ни предложија да го организираме турнирот, ние го прифативме. Добивме некоја, како да кажам, скромна помош од општината, Така. 30.000 денари за организација. Сега другото ќе се сноѓаме како знаеме, бидејќи Се надевам дека ќе успеете Па, да јас се се надевам, организира да. овој настан, затоа што Веќе- стварно е навистина веќе интересно. вчера бев во неколку фирми, најдов на поддршка, ќе ни помогна да го организираме, бидејќи сепак организирањето на овој турнир, бидејќи овој е во рангот на професионални турнири, не е аматерски, значи ќе дојдат да играат тука професионални играчи, што играат на турнири меѓународни. Тоа се најдобрите наши македонски тенисери. И мислам, кошта доста финансии треба да се обезбед за самата организација, бидејќи треба да дојдат судии, делегати, треба многу топки да се купат за одигрување на мечевите, треба да се обезбеди вода за играчите, награди, пехари и треба доста финансиски средства. Меѓутоа, јас се надевам дека со помош на спонзори, се надевам дека до одржувањето на турнирот ќе одржиме уште една средба кај вас у телевизијава, Така. да ви информираме за кои играчи ќе настапат, кои се спонзори на турнирот, Така. за да може тој турнир да помине во Најдобар. најдобар ред, да. Вие како подпредседател на клубот веројатно знаете кои се најзначајните награди и признанија на тенискиот клуб Борец. Па еве да ги кажеме наградачите. Па во 2013 година тенискиот клуб учествуваше, значи, во сениорска конкуренција на првенство на Македонија. Освоивме 3-то место. Исто во истата година јуниорите на тенискиот клуб Борец исто како клуб настапивме на екипното првенство и они исто освоија 3-то место, бронзен медал. Тие се така поголеми достигнувања.
Иначе на поединечно ниво одредени играчи, например, освојувале турнири. Бруно има освоено турнир во Неготино, Филип Раковски има освоено турнир во Куманово, во Кочани, во Велес 5 пати го има освојувано, 3 пати јуниорскиот, 2 пати сениорскиот турнир. Елена Джунова има освоено турнир исто во Кочани. Имаат играно и други деца финалиња кои ги губеле мечевите, меѓутоа, како да кажам, ние во клубот сме задоволни со тие достигнувања спрема условите во кои вие работи. задоволни од успесите на вашите членови во клубот? Па ние мора да бидеме задоволни, бидејќи ние сме свесни за во какви услови работиме и со колку средства располага клубот и ние сме задоволни. Голема ли е заинтересираноста на Велешани за оваа спортска дисциплина? Колку пати дневно и неделно тренираат членовите? Па сега во овој период, во летниот период, тренираат 3 пати во неделата. Одредени такмичари, например, што одат по турнири, они тренираат повеќе. Во зависност од нивната желба. Ние им возможуваме термини за да можат повеќе да тренираат. А иначе во помладите категории тренираат 3 пати неделно, вторник, среда и четврток, значи се тренинзите. Јуниорите тренираат наутро од 8 до 10 саатот, а помладите категории од 6 и од 7. Какви типови на тренинзи работат децата? Па спрема возраста. Да. Значи тука се работи со 4-5 видови на топки прво. Значи има за најмалите тие што доаѓаат и под 5 години, имаме мали пластични рекети со сунгерасти топки, па за деца од 5 до 8 години има црвени топки, од 8 до 10 години има портокалови топки, од 10 до 11 има зелени топки и од 12 години оние професионални топки што се за играње. Тука би ве прашала колку значеше за вас новиот спортски тениски терен кој што се изгради во градскиот парк во Велес. Колку имате ли придобивки од сето тоа? Нормално дека имате, но еве кажете ни ги. Мислам, па добро, нормално е дека ние претходно... Со оглед на тоа што сте почнале во Блаже Коневски, значи во дворот, а сега завршувате на нешто многу подобро. Тоа е тенискиот. Па ние почнавме на Блаже Коневски. Одма во 2010 година, значи после одржувањето на Дејвис Куп мечот, бидејќи се играше на теписон. Тој е специјален теписон со земја. Земја се донесе од Италија, 5 тона земја и теписон 800 квадрати, кој беше послан во спортската сала. И после завршувањето на Дејвис Куп мечот, Тениската федерација на Македонија, бидејќи како ново формиран клуб и задоволни од како помина мечот во Велес, организацијно зборувам, ни предложија да ни го остават теренот, значи теписонот и земјата, да ни ги остават во Велес за некоја, како да кажам, реална вредност, не некоја символична цена. Во тоа време се работеше за 400.000 денари. Ние најдовме спонзор, што ќе го плати тоа на Тениската федерација, и да остане теренот во Велес. Меѓутоа, во тоа време не најдовме на, како да кажам, на соработка со општината. Не ни дадоа локација. Ние сакавме да го поставиме доле на ракометното игралиште во градскиот парк. И тогаш дадовме предлог еден, детското игралиште, бидејќи знаеме во каква состојба беше и е се уште. Значи обраснато со трава, со наркомани се собираат таму. И предложивме и најдовме и спонзори да се изградат уште 3 земјени терени, теписонот да се постави на тој централниот терен. Дури бевме и во Скопје, во јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор. Во тоа време се растураше градскиот стадион Јужната трибина. И они ни
понудија дека ќе ни дадат 700-800 столчиња да поставиме на теренот, на главниот терен, да поставиме и столчиња и така да биде тоа да направиме еден комплекс од 4 терени, каде што ќе има и централен терен. И ако имаш 4 терени, значи можеш да правиш и турнири од меѓународен карактер. Значи тоа е предуслова. И ние ја поведовме, најдовме 4 големи фирми од Велес, што се нафатија да го направат тој проект. Негде околу 300.000 евра кошташе целиот тој проект. Меѓутоа пак не најдовме на поддршка од општината, не ни дозволија и така пропадна и таа идеја да... А иначе условите сега, да се надоврзам на тоа, значи кога не ни дозволија тоа да го правиме, ни дозволија на ракометното игралиште да исцртаме еден тениски терен и тогаш со помош на Пододекор. Така. Значи тој терен е офарбан, исцртан и долги години таму работев. Меѓутоа, знаете, тоа се, како да кажам, тешки времиња за клубот. Знаеш, кога на секој тренинг одиш са бајле на тренинг, попладне на тренинг. И кога секој одење мораш да местиш мрежа, па да вадиш мрежа, па сме доаѓале во конфликт со овие што играат мал фудбал, па до полиција сме доаѓале да интервенира кој да игре, како да игре. Значи тоа беше еден тежок период на клубот, кај што едва и успеавме да ги задржиме децата, нели? Да. Децата кога гледаат такви работи и да те бркаат од теренот, не те оставаат да тренираш, не те оставаат да играеш, ти влегуваат 12 фудбалери во теренот и нема играње, нема тренирање. Так. Али добро, тоа приказка заврши. Сега се направени новите терени, има подобри услови. Да, макар што треба таму уште да се работи, како да Секогаш кажам, може подобро. околу тие терени, бидејќи тие се само терени кои терени направени, нема никаква инфраструктура околу нив. Нема, како да кажам, нема весиња, нема сооблекувални за децата, нема родителите кои ќе дојдат каде да седат, каде да ги чекаат. И тие пропратни други работи што им требат на децата, нели, терени за мини тенис, каде што може терен, пола терен со зид, каде што може детето само да тренира. И проблем е голем што во тоа трае негде 4 до 5 месеци во годината, другите 7 месеци нема каде да се игре. Сме приморани да тренираме во спортска сала, што не ги исполнува условите за тренажен процес, меѓутоа сме приморани во какви такви услови да не направиме прекин. Децата пак колку толку да ги држиме во некоја кондиција и желбата за тенис преовладува тука. Така. Сега да се префрлиме малку на идните активности на вашиот клуб, поточно ќе кажеме збор 2 за отвореното првенство на Македонија кое ќе се одржи на 29 август до 1 септември. Еве кажете ни нешто за овој настан подетално. Па тоа е сениорско првенство на Македонија, отворено првенство на Македонија и Велес Опен 2016 година. Тоа е од надпреварување од највисок ранг во Македонија. Значи се очекува да дојдат најдобрите тенисери од Македонија. Турнирот е со награден фонд, значи за прво место победникот добива 400 евра, поразделени од 200 евра. Полуфиналистите добиваат 100 евра, а четвртфиналистите по 50 евра. Така. Ќе трае турнирот 4 дена, од понеделник до четврток. И очекуваме да дојдат најдобрите и сениори и јуниори да играат мечеви тука и велешени да видат. За прв пат ли се организира ова првенство? Овакво првенство за прв пат во Велес, да. Која категорија ќе учествува во овој? Само сениори и играчи кои се регистрирани во Македонската тениска федерација. Да.
Потоа нареден тениски настан во Велес, исто така отвореното првенство на Македонија, кое ќе се одржи на 11, 12 и 13 септември. Но ова ќе биде за помлади категории. Да, тоа е категорија од 5 до 8 години, Така. значи црвен тенис, и категорија од 8 до 10 години портокалов тенис и категорија од 10 до 11 години зелен тенис. Значи тоа се 3 турнира во 3 категории и исто турнирот ќе трае 3 дена, е исто под организација на Македонска тениска федерација. Значи ќе учествуваат надпреварувачи од цела Македонија во тие категории и се надеваме дека ќе има доста голем одзив од клубовите кои преферираат нели у близината на Велес од Скопје ќе дојдат да ги изиграат сите тие турнири заедно со нашите деца. Така, колку се спремни вашите членови од вашиот тениски клуб за овие Спремни се, тековни тренираат. надпревари што следат? Тренираат, сега се редовни Така, на тренизи, напорно се спремаат. знаат дека Така. ќе има турнири и тренираат. Па планираме после завршувањето на тој турнир да им организираме турнир во Велес, во рамките на Велес, значи Така. клубско првенство, значи Меѓусебно. меѓу себе сами Така. да изиграат еден турнир. Али прво да ги поминеме овие два турнири, па и ако ни дозволи времето септември, планираме и еден таков турнир да им направиме само за Велес. Така, освен што ги мотивирате децата со овие турнири што ги организирате, која е вашата друга мотивација за децата да го сакаат овој спорт? Па ние се правиме, како да кажам, на децата и на родителите да им овозможиме да добијат услови какви треба. Да, тоа е најбитно. Колку сме успешни во тоа може да кажат, значи, родителите и децата. Значи, ние се правиме што е во наша моќ, како да кажам. Значи, не можеме се да направиме, ние не сме се моќни, бидејќи не зависи се од нас, нели? Али се што е во наша можност, ние испаѓаме во пресрети на деца, на родители, успеаме да ги анимираме кога има, како да кажам, еве за Нова година традиционално сите деца ги собираме на заеднички ручек. Така. Викаме, како да кажам, од сликари, викаме со Дедо Мраз, со сликари, да се сликаат, да се дружат едноставно децата. Кога одиме на турнири, ги носиме заедно, да се дружат таму. Што мислите вие, велешани, знаат ли за придобивките на овој бел спорт, така наречен бел спорт, поточно тенисот? Дали се доволно информирани за цел овој спорт во градот? Па мислам дека не се доволно информирани. И знаете како, бидејќи тенисот во Велес е нов спорт, како да кажам. За разлика од другите спортови, од кошарката, ракометот, од фудбалот, од бојката, кои во Велес се традиционални спортови и привлегувале на времето многу голема масовност. Значи, во минато време во тие спортови во Велес се одржани многу големи манифестации. Не зборувам во рамки на Македонија, зборувам во рамки на Југославија, па и меѓународни надпревари се организирани во Велес и е нормално дека тие спортови се, како да кажам, популарни во градот, поготово од бојката, ракометот, кошарката. Во Велес имало многу настани од светски карактер во минато време. И е нормално тие, како да кажам, спортови да имаат приоритет, меѓутоа секое дете си го наоѓа, како да кажам, си го бира својот спорт. Ние сме нови, меѓутоа секој што сака да игра тенис се играло, јас сум играл тенис 70-тите години, како дете. Така. Во времето кога во светот имало исто познати тенисери како Борг, Джими Конорс и други, ние сме играле тенис на тогашното одбојкарско игралиште, земјано беше. Тогаш се играше одбојката на земја.
Значи, имаме тогаш играно тенис со бели топчиња, тогаш топчињата беа бели, не беа жолти како сега. Али јас за тоа викам, кој сака тенис, ќе игра тенис, кој сака кошарка, ракомет. Секој дете си го бира спортот. Така. Јас се надевам дека сите овие ваши замислени цели и подобри услови ќе успеат во иднина што поскоро. Еве сега малце да се надоврземе. Кои се вашите идни планови во клубот? Идни надпреварување, идни турнири и така натаму? Па нели пред малку ги набројавме. Така, понатаму мислам. Да, па за понатаму ќе видиме во наредната година сигурно ќе од Македонската тениска федерација ќе добиеме и организација на, бидејќи треба да аплицираме. Тие турнири се мораш да аплицираш со апликација. Значи пред нова година. Морате да имате, верувам, и услови, некои предуслови за сите тие. Ние сега немаме услови за нешто поголемо, али во рамките на условите кои ги има моментално градот и со кои располага градот, ние ќе аплицираме за организација на одредени турнири и верувам дека ќе добиеме организација. Дали може би размислувате на проширување на клубот со повеќе деца да работите? Има ли услови за тоа? Па ние бидејќи само еден тренер е, дали може би во иднина планирате? Па не, ние имаме повеќе тренери, така. меѓутоа проблемот е што не сакаат да работат. Така. Имаат доста, ние што ги едуциравме тие тренери се тука Сепак велес. се работи тука и за поголемо, мислам, подолго време и искуство. Да, моментално, например, до јуни месец Филип доека беше тука, работеа двајца и двајца можат да ги покријат, значи, овие деца сега што ги имаме. Така. Сега малку е, како да кажам, не проблематично, него потешко му е на тренерот, повеќе тренинзи мора да одржува за да ги изработи сите тие тренинзи со децата, бидејќи ние во моментов имаме многу деца од најмладите категории, а со нив треба највише да се работи. Бидејќи тука се поставуваат основите, мора на секое дете да му се посвети многу големо внимание. А знаеш, работата со деца од 4-5 години е тешко. И треба многу голема посвета и треба време. А родителите се нестрпливи. Тоа можам да напоменам. Сите родители мислат дека детето кој ќе го донесе дека одма ќе научи да играе тенис. Сепак не е тенисот е многу тежок да, спорт. Да. Значи е стварно многу тежок спорт и не се учи преку ноќ. Треба години, повеќе години и многу години треба за едно дете да се изгради како тенисер. Сепак не е тука само и времето, туку и желбата, а и секако потенцијалот, јас мислам. Желбата на децата највише влие и на родителите, доколку можат да го поддржат детето финансиски. Значи тоа е најбитно, доколку бидејќи тенисот е навистина тенисот е скап спорт, значи доколку родителите можат да го поддржат детето, а многу е битно и детето бидејќи талентот е 5%. Другото е се е работа и тренинг и финансиски средства за едно дете да успее во тој спорт. Бидејќи е индивидуален спорт, тука нема спонзори, родителите сами вложуваат во своите деца, а спортот е многу тежок, треба многу одрекнување бара. Значи тренирање, сабајле, попладне, наруче, разни видови на кондициони тренинзи, на одање во фитнес. Ги советувате ли во областа на храната како да се хранат и сите тие? Да, мораме да ги советуваме. Баш ја пред 2 дена бев на тренинг, сабајле во 8 саатот и ги гледам деца дека слабо некако се движат, слабо работат и викам, вие па не слушате, значи доаѓате не доручкувани на тренинг. Значи не може гладен да се доаѓа на тренинг. Тенисот е многу тежок спорт. Значи ќе ви се слоши тука. Меѓутоа, колку слушаат, толку не се работи за мали деца.
ние ги учиме, меѓутоа им е кажано нив, значи пред доаѓање на тренинг, најмалку 1 сат пред доаѓање на тренинг треба детето да биде доручкувано или да не доаѓа гладно на тренинг. На тренинг да носа течности, сокови. Сите овие правила, јас мислам дека ќе ги научат, бидејќи се Па треба да ги научат, тоа е за нивно добро, нели? Патот до успехот е многу тежок. Сите овие работи всушност го прави успешен човекот. Кој е рецептот за успех кога сме веќе за успехот? Што ќе им порачате на луѓето кои сакаат или пак се бават со тенис? Работа, многу работа и вложување. Многу работа. Тенисот е, ќе се повторам, индивидуален спорт, кај што бара многу одрекнување, бара многу работа, значи исклучително бара работа, значи физичка припрема, психичка припрема, работа со топки на терен. Значи има многу тренинзи кои треба да се обувуваат, многу видови на тренинзи кои треба во континуитет да се работат за еден тенисер да се изгради како тенисер. Прашање е после тоа колку он ќе успее во кариерата, меѓутоа за да се изгради во еден тенисер, за да може да играе правилно, значи бара многу работа и многу одрекнување. А после тоа во зависност од тоа како родителите можат да го финансираат детето, многу зависи како детето ќе напредува во неговата кариера. Дали во рамките на Македонија или пошироко и надвор од Македонија. Бидејќи се работи за финансиски средства кои не се мали. Господине Кири, јас ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека ги информиравме доволно гледачите за сите овие настани кои што ќе се случуваат во овој месец и во септември. Јас ви посакувам многу успешни надпреварувања и турнири, па се гледаме во некоја наредна прилика во нашата утринска емисија. Па јас ви се заблагодарил за поканата за учество во оваа емисија. Значи на пошироката јавност да им кажеме дека во Велес ќе се одржи еден таков турнир и се надевам дека до одржувањето на турнирот ќе се видиме повторно